Нова пруга кон Солун со 2 колосоци за патнички и товарен сообраќај. Со гаранција од Велика Британија, владата бара околу 2 милиарди евра на финансискиот пазар, кај 20 од најмокните банки. Овој мега проект е проследен со многу недоумици, контроверзии и неизвестности. Дел од експертите предупредува дека за ваква инфраструктура нема проектен план, нема анализа на потребите, документација за трасата. Не требаат ли 2 паралелни колосоци? Исплатливоста, колку скапи ќе бидат кредитните аранжмани, што е со судбината на Вардарска долина, каде да минува пругата низ Демир-Каписката клисура. Веќе има јавни повици за внимателност. Веќе ги имаме искуствата од Охридскиот автопат и неговата децениска изградба. Пензионираниот хидроинженер Јордан Ставров, гостин во ова издание на емисијата Тренинг. Добре дојдете во емисијата, господин Ставров. Благодарам што ме поканивте. Господин Ставров, пругата е геостратешки проект, но во напис за Нова Македонија барате да се измести од постојната траса под течението на Вардар после Велес. Врз основа на што го темелите овој ваш аргумент? Па, вие добро рековте, јас сум пензиониран хидроинженер. 15 години, повеќе од 15 години проминав во секторот за развој инвестиции во електростопанство. И во тој период можеше да се почувствува, мислам, и се знаеше многу добро, дека ние во електростопанство сме попречени да градиме хидротехнички објекти во клисурата на река Вардар, поготово Велес, кој е еден капитален објект, и Градец, кој исто така еден капитален објект, а покасно се направи и проектот Вардарска долина со каскадни хидроелектрани. Тоа се еколошки мали хидроелектрани со мали висини, меѓутоа и нивните нивоа на некој начин ја потопуваа постоечката пруга. Така да за мене тоа беше, мислам, веста дека ќе се гради пруга, беше од една страна многу пријатно да се слушне, затоа што знаев дека еднаш дефинитивно после 80 години тиха војна меѓу електростопанство и ЖТО или МЖ сега како се вика, ќе се измести пругата и ќе може да се почне со реализација на хидротехничките објекти по долината на река Вардар. Што се однесува за долината на река Вардар и е работена физибилити студија за истиот проект. И вие добро знаете дека дека тој проект го работеа французите со 80% нивно финансирање и 20% македонска инвестиција. Мислам за техничката документација. И уште тогаш во проектната задача ние имавме јасно нагласено, меѓу другото, освен за енергетските објекти, беше третирана и пругата. И французите многу јасно и гласно рекова дека цената на пругата и мислам трасата на пругата може да биде и во да се подигне нормално, значи да се гради во истиот коридор. Беше една дилема, мислам, дали да биде во истиот коридор или да се изнести на исток, разбирате. И ние по нивна идеја и по нивно истражување, пошто цената е иста, а градежните работи се далеку поедноставни да се отиде на север, односно да се отиде Гевгелија, Валандово, Штип, Свети Никола и Куманово до Табановце, отколку да остане во самиот коридор на река Вардар. Зошто сугерирате траса Гевгелија, Штип, Свети Никола, Куманово? Па, тоа беше некоја замислена траса уште во времето на бивша Југославија, а овој проект беше наречен Балкан Акса. И тој Балкан Акса во Македонија проаѓаше по оваа траса која јас сега ви ја
ви ја кажувам, разбирате. Тука во тој коридор, значи од Гевгелија, Валандово, теренот е равен, може ќе се јави некој тунел, некој усек, меѓутоа е далеку поедноставен во однос на трасата во реката Вардар и ќе има можност во перспектива таа пруга, ако се изгради, а треба да се изгради бар еден колосек, вториот колосек да остане на еден габарит кој може да прими уште еден колосек, ако случајно се развива, меѓутоа сега бар да имаме еден колосек да оди по таа траса со можност, значи, паралелно да се изгради или да се развива или да се репарира или не знам било што да дојде до се бараат финансиски средства за и изведуваш за два колосеци, за патнички и посебно за товарен транспорт. Има ли логика ако од грчка страна има една пруга, а од кај нас две пруги? Мислам дека нема логика да се прават сега во овој момент две траси, затоа што да бидеме искрени, грците нема да не чекаат и не чекаат. Тие веќе си нашле нови патишта, односно не заобиколиле практично на некој начин и веќе имаат 3 влеза во Бугарија со своите возови и со својот транспорт, така да еве баш ништо не им значи што оваа пруга толку долг период не функционира. Низ тесната Демиркапеска клисура, автопат пруга и хидроелектрани по сливот на Вардар, постои ли единствен концепт откако не успеа француската идеја за Вардарска долина во која и вие бевте директно вклучен? Па видите, јас мислам дека таа идеја тогаш мора да профункционира. Ние како земја која низ која поминува Вардар и Вардарската долина, мораме на некој начин да имаме контрола на водата, а тоа значи дека 3,5 до 4,5 милиарди кубика годишно вода нема да можат туку така да протекуваат слободно во Грција и на 30 на километра или 40 километра да се вливаат во Јонското море, во Средоземното море. Значи, мора да постои стопан на таа вода, мора ние да успориме таа вода, затоа што еден кубик од камениот мост во Скопје до грчката граница патува само 60 часа. Можеме ли ние таа вода да ја задржиме 60 дена во период кога нас ни е најпотребна за наводнување, за пиење и за сите други потреби, рецимо. За реакциите околу финансирањето на целиот проект околу пругата, професорот Дејан Трајковски предупредува дека се истрчуваме на финансискиот пазар без инвестициски проект, анализа на потребите, прометот, приходите, заштитата на човековата околина и водите. Колку време треба за ваков всеопфатен проект за една пруга и дали сметате и вие дека помалку избрзано, аналфабетски се работи целиот овој проект? Јас го поддржувам професорот Трајковски. За мене не може пред 2 месеца ние да добиеме информација дека е земен кредит, склучен кредит со Велика Британија и веднаш да се ориентираме на главната инвестиција, 2 пруги и така натака и така натака. Колку ја што ги познавам работите во Македонски железници, тамо по моје мислење нема, значи нити физибилити студија, а уште помалце идеен проект, а да не зборувам и за главен проект. Тоа вчера или пред некој ден го чув и од Министерката за финансии, која испрати писмо, некое писмо
некои, не знам какви јас во финансии баш не се разбирам многу, до 21 банка во Европа и низ светот, кој фактички преку кој ние ќе добиеме пари, а главен гарант за повраток на кредитот ќе биде британската страна. И таа во својата изјава рече на прашање на новинарот, рече ја не сум видела ни идеен проект, не сум видела ни физибилити студија, а госпоѓата праќа писма до банкиве низ Европа и низ светот, разбирате. Тоа ми е толку контрадикторно да е то, не знам што да кажам, мислам. Иако сте вие хидроинженер, сега вас лично да прашувам, сметате дека е реално остварлив овој проект околу пругата? Па видите сега дека е остварлив, мислам. Ако одиме по новата траса, мислам е најреално остварлив. Мислам, тука е равен терен, можда ќе се јави некој тунел, некој усек, меѓутоа јас како градежен инженер, мислам мислам дека нема проблем да се пробие тука пруга, мислам едноколосечна пруга, мислам со еден резервен простор за перспектива нејзин развој за двоколосечна или не знам брза пруга или не знам каква пруга. Како неформална група на инженери испративте реакција до владата и министерот Николовски. Имате ли реакција како ќе се користат стручните потенцијали од Македонија? Па во врска со стручните потенцијали, јас имам луѓе, мислам со кои сум соработувал, затоа што јас го работев проектот на Градец за изместување на пругата, уште во тој период. И имам луѓе, мислам, од железници, меѓутоа тие се луѓе исто во пензија. Млади луѓе, ја не сум чул некој да се запосли, да се инвестира во млад кадар. И мислам дека ова е многу осетлива, мислам, многу чувствителна работа, градба на нова пруга, мислам. И не може за така краток период без истражувачки работи да се влезе во инвестиција. Веќе сме, мислам, поудучени еви од автопатите, што влегуваме така како што влегуваме, без истражни геолошки работи, без физибилити студијата за проектот Вардарска долина, ние 6 години сме работеле. Тоа е макотрпна работа кај што веќе имаш добиваш една комплетна слика за целиот проект. И не е проблем после да влезеш во идеен проект, кај што ќе ги добиеш цените на чинење и така натака, и во главен проект за детаљна друга разработка на трасата и мислам за хидроцентралите. Господин Ставров, во една од вашите колумни се сомневате околу капацитетноста во реализацијата на овој проект со пругата, дури во колумна пишувате дека можеби треба да се консултира и Советот за безбедност кај претседателката Сијановска. Видите, точно е тоа. Јас тука го наведувам и градежниот факултет, го наведувам и Министерството за енергетика и на крајот го наведувам и тој Совет за безбедност. Јас не сакав да навлегувам во безбедноста, меѓутоа ја имам длабок сомнеж во тоа да сите наши суоземни врски од Солун, рецимо, до Скопје, одат во еден коридор, кај што, еве сега, дали сме во време на сите овие дронови и така дале, што се дешаваат низ светот, тамо 3 дрона да се фрлат и ние ќе бидеме практично парализирани како држава, разбирате. Ќе немаме никакви суоземни контакти. Така да, многу е лошо да во една уска долина се најдат 3 вакви важни, ако за мене тоа е аорта, крвотокот на Македонија. Вардар
да сите хидротехнички објект, пруга и автопат, све е тоа во еден тесен коридор, кога имаме сосема реална можност да се изместиме на источната страна на Македонија. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам и на вас. Спекулациите секогаш постоеле, дури и до пред некое време се шпекулираше дека сигурно заедно со локалните избори ќе има и предвремени парламентарни избори. Јас ја разбирам критиката која што и треба да биде од страна на опозицијата. Ние живееме сега во ниво во кое што свесноста на граѓаните е многу на повисоко ниво споредено со пред 10 години или пред 5 години. Тоа во практика значи поголема одговорност за било кој функционер.